Со можноста на отварањето на овој рудник со површински коп за злато и ловица, значи постои опасност за загадување на целата животна средина во општина Босилово и во Струмичкиот регион целосно. Значи постои опасност од загадување на површинските води, подземните води, загадување на почвата и загадување на воздухот. Опасност од нарушување на целиот биодиверзитет на оваа котлина, Струмичка котлина. Значи, со отварањето на рудникот за злато, со површински коп, кои што се едни од најопасните рудници и влегуваат во Г1 загадувачи на земјата, значи постои опасност и за загрозување на здравјето на луѓето. Последнава деценија сведоци сме на се поголем број на малигни заболувања во овој крај. Значи, како работник и представник од здравството, како човек кој што работи со оваа проблематика, специјалист по радиодиагностика, се повеќе секојдневно среќавам голем број за луѓе заболни од малигни заболувања. Значи, со отварањето на овој рудник постои опасност од зголемување на бројот на заболени од малигни оболувања, зголемување на бројот од анемии, зголемување на бројот на заболени со леукемии. Покрај ова, постои опасност од појава на генетски аномалии кај идните генерации. Значи, опасноста од овие рудници е огромна. Не треба да бидеш експерт од некоја област, рударски инженер, не треба да бидеш експерт од областа на медицината, генетичар или било што, за да со својот разум, со својата свест, ти да ги согледаш, секој од нас да ги согледа овие опасности ова опасност која ни се заканува. При процесот на работата и изолирање на златото, значи ќе бидат користени цијанидите. Цијанидите се еден од најтешките отрови за човекот, меѓу 5 најтешки отрови за човекот. Што се цијанидите? Цијанидите, како еден од најтешките отрови за човекот, можат да направат акутно и хронично тровање кај човекот. При акутното тровање на човекот, значи настанува парализа на дишењето и престанок на работата на срцето. Меѓутоа, со текот на времето, цијанидите значи прават тешки оштетувања на нервниот систем, значи имаат неуротоксичен ефект кој што е сличен на нервниот отров сарин. Што значи дека цијанидите имаат таргет органи, тоа се најчесто срцето и мозокот. Со тек на времето, кај оние луѓе кои што се изложени подолг период на дејството на овие отрови, настанува значи оштетување на базалните гангли на мозокот, кој што клинички се манифестира со појава на парези, парализи, парестези, дизартри, паркинсонизам, екстрапирамидални синдроми и така натаму. Значи тоа се дел од неуротоксичниот манифестација на неуротоксичниот ефект на цијанидите врз организмот на човекот. Каков е механизмот на токсичноста? Дејството на цијанидите е преку инхибицијата на цитохром оксидазата на ниво на митохондрии на клетката. Значи, настанува инхибиција на овој ензим. Инхибицијата е иреверзибилна. Со тоа се ствараат услови за анаеробен метаболизам во организмот на човекот, анаеробни услови, стварање на ацидоза, значи кисела средина во самиот организам, која што представува подлога понатамо за развој на тие малигни оболувања. Покрај тоа, под дејство на овие цијаниди и инхибиција на овој ензим настанува и отежното вразување на кислородот за хемоглобинот. Значи, сето тоа ствара услови за стварање на за респираторни инсуфициенции и ацидоза во метаболизмот кај организмот на човекот. Значи, во последно време читам преку медиуми дека ќе се користи најквалитетна технологија, која што гарантира сигурност во работата. Верувајте, кога станува збор за рудниците, никогаш никој не може да ги предвиде сите елементарни и други непогоди временски кои што можат да се случат. Значи, познато ни е дека со процесот на работата на рудникот ќе се гради брана во која што ќе се собира хидројаловината која што ќе се ствара во текот на овој период од 23 години. Значи, овде ќе биде изградена една огромна брана
од околу 276 метри, со висина, огромна висина и со капацитет нешто поголем, околу 3 пати од браната Турија. Што значи, ќе имаме брана полна со хидројаловиште и отрови, не со чиста вода. Никој од нас не може да ги предвиди временските неприлики и природните катастрофи, како што се поплавите, ветровите, потоа земјотресите и така натаму. Значи, при било каква непогода, ние секогаш сме изложени на голема опасност. Недела е референдумот. Што очекувате од овој референдум и која е она последна порака што би сакале да опатите до граѓаните, не само на општина Босилово, туку и на сите широкостојнички? Во прилог на ова претходното што го реков, само ќе спомнам дека сите најголеми еколошки катастрофи во светот се баш од овие брани и баш од овие рудници. Што значи кои што користат површински коп со лужење на златото. Значи, се прават површински. Значи, овде ќе имаме преработка на огромна количина на земја. Една цела планина, односно голем дел од оваа планина, ќе биде симнат и од една висина од околу 600 метри надморска висина, сега ќе биде симнат на помалку од 100 метри надморска висина. На местото на тоа, значи, ние ќе имаме изградено брана, полна со хидројаловиште. Значи, како што реков претходно, ќе биде нарушен целиот биодиверзитет. Ќе имаме загадување на водите. Никој не може да гарантира пропусливоста на оваа брана. Никој не може да гарантира 100% непропусливост на оваа брана. Како тоа ќе се направи? Значи, како што реков и претходно, сите еколошки најголеми катастрофи се баш резултат на отварањето на овие брани полни со хидројаловина. Тоа беше примерот во Романија, скоро примерот во Бразил, тоа беше примерот во Грција и така натаму. Поради тоа Европската унија превзема најстроги мерки за заштита на животната средина, кога станува збор за било каков облик на загадување на животната средина. Мојот апел до граѓаните, кој ќе биде, јас гласам против овие рудници. Јас гласам за чиста животна средина.